Добре, криптоентузијасти, денеска имаме една интересна тема. Пред да започнеме, како што знаете и сами, ова е техничка анализа во која што ќе обработиме што моментално се случува со биткоин генерално во самиот чарт на биткоин, како и припрема за следниот состанок на Федералната резерва, кој што нема да биде овој месец, но една од основните, да речем, алатки кој што ја има Федералната резерва е овој репорт за невработеноста на американска територија, кој што е еден од основните показатели кој што треба да ни покаже како Федералната резерва ќе се постави во текот на следниот состанок, затоа што ова е клучен состанок, значи се наоѓаме многу блиску до конечен пивет, односно тоа би било момент кога Федералната резерва ќе одлучи дека или се наоѓаме конечно на врв со rate hikes, односно со самите каматни стапки кои што ги покачуваат, и по тој момент фактички ќе имаме на некој начин стабилизирање на пазарот. Значи се наоѓаме доста блиску до тоа. Овој состанок, овој податок денес уствари ќе ни покаже колку блиску се наоѓаме до тоа, ќе ви објасниме малку подоцна зошто, ќе поразговараме малку повеќе за биткоин, ќе поразговараме малку повеќе за DXY, чартот на доларот, ќе видиме каде се наоѓаат двата моментално, како и кратка анализа на S&P 500, односно тоа е SPY индексот на 500 најдобри компании и нивните индекси, како и Nasdaq електронската берза во Нью Йорк. Значи ќе направиме нивна кратка анализа, некои дополнителни индикатори како Fear and Greed Index, и имаме денеска 3 нови индикатори кои што сакам да ги да речем внесам во нашите анализи. Тоа е P-Cycle Top индикаторот, потоа го имаме Golden Ratio Multiplier и 2-year MA Multiplier. Ова е практично 2 годишна средна вредност. Добро, ова е веќе познат, Bitcoin Rainbow чартот, но како и да е, би сакал ови работи да ги внесам во нашите анализи, така да имате што да научите денес. Пред да започнеме, само сакам да напоменам дека во текот на утрешниот ден планираме едно многу специјално видео, каде што ќе поразговараме како криптовалутите ќе бидат на некој начин safe haven, односно простор каде што ќе може да инвестирате во случај на потенцијална или економска криза или пак потенцијален крах помеѓу западниот и источниот дел од светот, каде што имаме заострување на односите помеѓу НАТО и во оваа ситуација БРИКС, со тоа што ваквото ново создавање на ново создавање на валута од страна на БРИКС може да предизвика голема нестабилност во светот, каде што ќе имаме отворена војна помеѓу доминацијата на доларот и оваа нова валута која што треба да го предизвика, со оглед на фактот дека никој не може да го знае исходот. Ќе поразговараме како криптовалутите и моментално значи скапоценните метали, значи во оваа ситуација зборуваме за злато и сребро, би ни биле еден од начините како да го избегнеме сето тоа, но за тоа малку повеќе утре ќе гледаме тоа видео да го снимиме исто така денес, така да имаме доста за работа и се надевам дека ќе уживате во нашиот материјал како и секогаш. Клучно време, само тоа ќе кажам, значи клучно време е да се уклучите во овој финансиски пресврт, затоа што пред да се свестите ќе биде се завршено, оние кои што успеале да ги наполнат торбите ќе ги наполнат, како и секогаш, оние кои што не биле информирани ќе бидат информирани касно. Така да имате во тоа предвид. Сега, прво и најбитно, зошто е толку битен овој извештај денес? Значи, ако се сеќавате, ние многу пати разговараме за овој извештај. Значи, ќе го отворам моментално самиот чарт на овој извештај со цел да можеме да го образложиме подетално. Значи, зошто е толку битна невработеноста во Америка? Знам дека многу од вас понекогаш ви е проблем кога, по не знам кој пат зборувам отворено за тоа каква е ситуацијата во Америка. Но, уште еднаш ќе напоменам, се додека доларот и понатаму представува светска резервна валута, сето ова е битно со цел да го утврдиме редоследот и патот по кој што моментално се движи глобалната економија. Значи не е ова дали јас сакам или не е ова дали јас ја сакам или ја мразам Америка, вие многу добро знаете како стојам во однос на тој момент. Проблемот во оваа ситуација е економијата не познава омраза. Економијата познава бројки и мораме да се фокусираме на тоа што е моментално битно со цел да ја утврдиме точно правецот во кој што се движи економијата со цел ние да се поставиме соодветно. Така да, ова се статистички податоци кои што треба да ги гледате неплеменски. Значи да не ги гледаме од аспект на ние сме овоа племе, они се тоа племе. Гледајте ги од аспект на профит. Постојано кажувам дека многу пати јас сум пристрасен, тоа го знаете и сами, но за жал на крај едноставно пристрасноста може да ви донесе само
да не бидете фокусирани толку на оно што моментално се случува. Така да кога ги правам анализите се обидам да бидам целосно дефокусиран од геополитичките моменти кои се случуваат во светот моментално, затоа што нас вака или така ова не е се уште битно. Сега ќе објасниме зошто. Значи, како што кажавме, Федералната резерва сама по себе има два основни индикатори кои што ги користи со цел да утврди дали треба или не да ги покачува понатаму каматните ставки во однос на рейт хајксот кој што ги организира со цел да ја намали или зголеми количината на долари на пазарот. Со тоа што првата и побитна е самата инфлација, која што е уствари една од двете основни работи кои што Федералната резерва треба да ги врши, а тоа е да ја контролира инфлацијата да биде во ограничено ниво кое што според нив е 2%, кое што моментално е недостижно, се ноги на 6%, а втората е да ја држи невработеноста во Америка под 4%. Затоа што се над 4% представува проблем. Зошто е тоа така? Затоа што сите овие 0,1, 0,2, 0,3% зголемување на вработеноста представуваат стотици илјади луѓе кои што остануваат без работа и кои што се враќаат назад на социјална помош, што значи дека се на дополнителен терет на државата. Така да, невработеноста во Америка представува еден од клучните индикатори кој што ви покажува колку е моментално стабилна економијата во Америка. Затоа е толку исклучиво битен за Федералната резерва. Што е позитивната работа од овој индекс до сега? Значи, до сега, уште од 1 март 2022 година, овој индекс се движи негде од 3,4 до 3,7 во прилика. Така да во оваа ситуација имате релативно стабилна невработеност во Америка. Сега, со оглед на фактот дека конечно почна економијата да се крши после оној пат на SVB кој што го видовме, и Silvergate и нели Signature Bank, автоматски имате страф на пазар, што значи дека се повеќе во економскиот сектор, без разлика дали тоа банкарски или технолошки или слично, ќе имате отпуштање од масовен карактер. Значи она што имаше листа на тоа како Google отпуштил 30.000, не знам, вработени и слично. Така да, една од битните работи кои што Федералната резерва мора да ја организира е да ја намали невработеноста што може повеќе. Така да, досега овој индекс ни покажуваше дека имаме соодветна ниска невработеност, која што на Федералната резерва и даваше одврзани раце да и понатаму продолжи со рейт хајкс, тврдејќи дека нели економијата се уште јака и може тоа да го издржи. Сега, зошто е толку битен овој денешен податок? Значи, денешниот податок кој што треба да го добиеме, нели, можеме да видиме на US Bureau of Labor Statistics, значи во однос на месец март, ќе дознаеме денеска, тоа е 7 април, во 8:30 наутро, но 8:30 наутро по Eastern Time. А Eastern Time to our time, еве чисто да погледнете како тоа изгледа. Значи Eastern Time to our time моментално е 11:30 во Малта и Македонија, а кај нив е 5:30. Што значи негде околу 2:30 попладне ќе го добиеме овој извештај. Така да очекувам кога ова ќе се случи и самиот пазар да се помести соодветно. Сега, како треба да изгледа? Вака треба да изгледа. Значи, вака ќе изгледа. The employment situation ќе биде март 2023 година. Значи, сакам да го направам ово видео пред да биде ослободен овој извештај, се обидувам да го направам колку што може побрзо, но знаете и сами едноставно некогаш не можете, со оглед на фактот дека имате работа и семејство и слично. Така да, што уствари очекуваме од овој момент? Очекуваме дека во овој момент, кога ќе добиеме соодветна информација за покачување на невработеноста во Америка, уште толку ќе се забрза одлуката на Федералната резерва да престане да качува рейт хајкс и понатаму. Значи, иако ова што кажам моментално звучи релативно негативно, затоа што ние практично навиваме дека ќе има што повеќе отпуштени во Америка. Така. Значи, мора да се види момент во кој што во Америка во претходниот месец има отпуштени многу повеќе од 3,6%, значи да дојдеме негде близко до 4%, за конечно Федералната резерва да се исплаши и да престане со покачување на рейт хајкс. Ова нас не е битно затоа што секое покачување на рейт хајкс и понатаму ја дига вредноста на доларот, а со тоа ја спушта вредноста на сите добра во кои што ние сме инвестирани, вклучувајќи и хартија од вредност, метали, биткоин и слично, затоа што знаете и сами. Вредноста на доларот е онаа во која што се тргува најголемиот дел од добрата во светот. Колку поголема е вредноста на доларот, толку повеќе се намалува вредноста на останатите и обратно. Така да во оваа ситуација секој рейт хајк ја намалува количината на долари на пазарот и на тој начин ја зголемува вредноста на доларот, а ја намалува вредноста на се во што ние сме инвестирани. Така да поради ова, значи иако пак ќе кажам звучи лошо,
нас во овој момент многу би ни било позитивно, како да речем луѓе кои што инвестираме во криптопазарот, да добиеме негативен за Америка извештај за невработеност. Односно, конечно невработеноста да почне да се приближува негде околу 4%. Колку поблиску се најде 4%, толку повеќе ќе се зголемува притисокот врз Федералната резерва да престане со rate hikes, затоа што ќе нема изговор дека економијата е се уште јака и може сето тоа да го издржи. Така да поради оваа причина, уште еднаш ќе напоменам колку да звучи негативно, нас не е битно денеска да добиеме шо поголема невработеност на американско тло. Втората работа која што треба да следиме, како што кажавме, е инфлацијата, но за тоа потоа. Сега моментално денеска се фокусираме на овој извештај, затоа што ние исклучиво битно да добиеме што повисока невработеност со цел конечно да се зголеми доволно притисокот во Федералната резерва, за да свати дека не може понатаму да продолжи со rate hikes. Нас не ни е битно да се спаси економијата во Америка воопште. Нас не е битно овие rate hikes да престанат и конечно стравот на пазарот да се релаксира. Затоа што колку повеќе rate hikes, толку повеќе големите корпорацијски играчи, банки и слично очекуваат дека се повеќе и повеќе ќе се влошува ситуацијата во економијата. Конечно запирање со овие rate hikes ќе значи дека се враќа надежта дека можеби нема да биде толку лошо. За жал тоа е пак на некој начин психолошка игра која што нема бегање, мора така да биде. И не ни останува ништо освен да ја следиме. Затоа и ви реков, значи многу е битно да ги читаме правилно индикаторите и случувањата на макроекономски план. Затоа и ви реков, џабе правите биткоин анализа ако не знаете што се случува на макроекономско ниво. Затоа исклучиво битни се овие датуми каде што еден репорт во Америка диктира движење на целосна светска економија. Тоа е реалноста и мораме да се водиме од истото. Сега, зошто го велам ова? Значи, на страна тоа што големите корпорации ќе продолжат со отпуштање од работа, да продолжат со rate hikes, нови rate hikes, зборуваме Федералната резерва, да не забораваме на фактот дека направен е извештај, че ова е извештај од соодветно истражување кое што е направено на американска територија, каде што уште 186 банки го имаат истиот овој ризик, каде што поради преголемиот дел од нивното портфолио во кое што држат обврзници, односно долг на Америка, кој што моментално е намален во вредност поради овие rate hikes, се во ризик да дојдат до банкрот баш поради тоа, затоа што дури ако се обидат моментално да го продадат овој голем дел од нивното портфолио, поради загубата која што ќе претрпат поради намалувањето на вредноста на овие обврзници, автоматски нема да имаат доволно пари да ги вратат оние пари кои што треба да ги вратат на своите депозитари, доколку се случи бенкран, односно доколку сите во исто време би сакале да ги вратат своите средства назад. Така да имајте го тоа во предвид, тоа е еден од главните моменти зошто моментално Федералната резерва не смее да продолжи да си игра со оган. Затоа што она можеби може да покрие една банка, можеби може да покрие 2, 5, но не може да ги покрие сите банки во Америка. Автоматско значи колапс на целата држава доколку се случи ваков масовен бенкран. Така да поради оваа причина они може да си дозволат Silicon Valley Bank да пропадне, но не може да си дозволат уште две такви да пропаднат затоа што ќе имате огромен страф на целиот пазар и луѓето едноставно ќе почнат да повлекуваат депозити од сите банки. Значи не од две, туку од сите. Тоа е најголемата катастрофа која што може да се случи моментално на Америка и поради тоа уште еднаш ќе напоменам, висока невработеност ќе изврши притиск во Федералната резерва да престане со rate hikes. Затоа што вие автоматски можеби нема директно да предизвикате со ваквиот rate hike колапс на една банка. Но уште еден rate hike, со оглед на фактот дека веќе стравот е доста висок, може автоматски да ги натера луѓето од страв да ги повлечат своите депозити и да го предизвикаат овој rate hike пасивно. Се разбираме? Само поради психолошкиот момент на страф на пазарот дека ако се продолжи со rate hikes, како што пропадна SVB, може да пропаднат и многу други такви банки. Луѓето од страф ќе ги повлечат своите пари и погодете, значи не само што ќе ги повлечат, туку и ќе ги трансферираат во било што друго. Дали ќе купат злато, сребро, железо, не знам, ченка, биткоин, кардано, етериум, не е битно. Битно дека ќе ги повлечат овие пари, автоматски имате банкарски колапс во цела една нација, а тоа е за жал најголемата нација, извинете, се уште за жал прва, можеби втора економија во светот. Така да тоа би бил голем проблем на целиот свет, посебно кога резервната валута на целиот свет зависи од одлуките на 10 деловци. Сега, тоа е главниот момент кој што мораме да го запазиме за целата оваа ситуација со Федералната резерва, додека во оваа ситуација повторно мораме да разгледаме и некои други битни индикатори,
односно каде се наоѓа биткоин моментално и се околу неговото движење, за да можеме да имаме некоја целосна слика на тоа што понатаму би се случило. Значи, како што можеме да видиме, прво и најбитно, на самиот чарт за liquidation, за ликвидации, можеме да видиме дека во целиот овој период немаме големи ликвидации. Што значи дека движењето на биткоин генерално е доста природно и не е изфорсирано од страна на шорт и лонг ликвидации. Што е многу битен момент. Што значи дека целиот овој интерес природно доаѓа од луѓе кои што сакаат да купат и продадат. Значи нема ништо вестачко од она пута 100, пута 200 купување и продавање, и заради тоа, например, е многу по-лесно да се направи техничка анализа кога се уште немаме таков тип на големи ликвидации. Сега, ние неколку пати разговаравме за тоа каде се наоѓаме на самата техничка анализа. Сега моментално ќе почнеме од најголемиот, па ќе продолжиме надолу, со тоа што имаме неколку различни чартови да се анализираме. Значи, прво, но би било паметно прво да започнеме со DXY, кој што е директно погоден од целата оваа ситуација која што моментално ја гледаме со биткоин. Така да, односно оваа ситуација ќе направиме една нормална стандардна анализа на самиот DXY индекс, со цел да видиме каде се наоѓа и да видиме што очекуваме од истиот понатаму. Веќе разговаравме вчера во однос на тоа дека самиот веќе е влезен во следниот bear market, можеби и последниот bear market, ќе видиме како и да е. Значи, она што можеме да го забележиме е дека веќе длабоко се ресетирани неговите индикатори, со оглед на фактот дека на месечно ниво 100 RSI се наоѓа на 7, додека RSI се наоѓа на 51-52. Значи, ќе имаме доста голем ресет на индикаторите од после овој врв кој што го направивме, со тоа што повторно уште еднаш напоменуваме дека моментално цената се задржува точно на овие две полиња на поддршка. И можеме да видиме дека ваквите локални врвови во претходните bear маркети, практично за биткоин и за хартиите од вредност, се моментално подпора на цената која што гледаме дека и во оваа ситуација точно оваа свеќе ни покажува кој е ова поле на отпор и поддршка во оваа ситуација поддршка, со тоа што повторно правиме обид и овој месец да ја пробиеме ова, само не знам зашто ми е ова месечно, да ја пробиеме ова поддршка надолу, што е еден од главните моменти кој што ќе не внесе се повеќе во средниот bull маркет. Сега, на неделно ниво гледаме дека веќе се буквално на многу ниско ниво, како RSI, така и сток RSI, со тоа што можеме да погледаме дека RSI ретко кога бил волку ниско, гледаме дека тоа било буквално својствено за длабоките делови на претходните bear маркети, како што е од 2017 година и во 2020, почетокот на 2021 година. Значи, не својствено волку ниски индикатори на DXY, што значи дека голема веројатност дека цената уште некој време ќе се задржи овде, затоа што гледате и сами дека ваквите ниски вредности на RSI околу 30, каде што веќе е продаден, се соодветни со, како што може да видите според самото време, бул маркетите на биткоин во 2020, 2021 и 2017-2018 година. Така да останува да видиме дали ќе имаме дополнителен скок нагоре, но моментално со оглед на фактот дека овој пад на DXY не е толку воден од индикатори, колку што е воден од политиката на Федералната резерва и конечно запирање со rate hikes. Така да затоа имаме разлика помеѓу фундаментална и техничка анализа. Техничката анализа покажува дека сме доста ниско на ова капитално добро и дека иако гледате, значи самиот MACD е доста расширен, гледате дека е во пад одлив имаме на долари од пазарот, имаме VWAP надолу, значи се ни покажува дека и понатаму ќе продолжи ова движење надолу. Сакам да кажам дека сме доста ниско на индикаторите кои што може да ни покажат потенцијален повторен раст на DXY, значи индикаторите би го покажале тоа, затоа што сме доста ниско, додека самата фундаментална анализа ни покажува нешто сосема друго. Гледаме дека ваквото движење, значи ова ние, ако се сеќавате, овој тренд го направивме уште во почетокот кога почнеме да паѓаме надолу, буквално беше испочитуван целосно со оглед на фактот дека после ова акумулационо поле, кое што претходно беше два врва, моментално направивме корекција нагоре, точно до оваа тренд линија и повторно се придвижуваме надолу. Односно за ова да го измериме со значи Фибоначи во обратна насока, затоа што можеме да користиме и во обратна насока, Фибоначи нормално, гледаме дека точно ваквата корекција дошла до 38,2, кое што ни покажува дека имаме силно движење на бранот. Значи корекции до 38,2% се корекции кои што ни покажуваат дека се уште моментумот во оваа насока во која што се движи овој бран е доста силен.
додека колку повеќе е корекцијата нагоре, односно колку подлабока е корекцијата на Фибоначи секвенцата, толку покажува дека нема доволно сила за, соодветна корекција надолу во оваа ситуација поголема. Значи, најчесто 38,2 се рачуна како еден од најјаките левели по кои што се очекува уште поголем пат надолу. Со тоа што, ако ја поставиме Фибоначи секвенцата обратно, 38,2, можеме да погледнеме дека следните мети ни се буквално еве овде. Сега ќе погледнеме, значи следната мета ни кореспондира со ова акумулационо поле пред овој bull market, а тоа е паѓање на вредноста на доларот негде околу 97,6. Значи тоа е, вредност која што е во противвредност на 5 други валути, така се мери DXY. Сега, доколку го погледнеме на дневно ниво, значи пак исклучиво е битно како понатаму ќе се постави Федералната резерва. Затоа и кажав, значи многу е битно да видиме што понатаму ќе имаме во однос на нови каматни стапки, дали ќе ги имаме или не. Затоа и мораме да видиме што понатаму очекуваме во однос на претходните индикатори кои што ги земавме во предвид. Како што рековме, тоа е прво невработеноста во Америка, второ инфлацијата која што ја следиме и ќе ја добиеме негде во средината на овој месец, ќе поразговараме за тоа малку, на следната техничка анализа. Гледаме дека и на дневна база индикаторите се доста ниски, но како што може да видите и сами, некогаш индикаторите може да се задржат на тоа ниво доста долго, како што е например во ситуација овде кај MACD, кога станува збор за bear или bull market. Така да, во оваа ситуација, уште еднаш ќе напоменам, од техничка гледна точка, DXY има простор за движење нагоре, може да видите и сами. Значи, Stock RSI и RXI се во долната половина од овие oversold и overbought полиња, така да имаат простор за движење нагоре. Но повторно, овој момент, посебно сега, сето тоа се движи поради фундаментални вести. Прво поради политиката на Фед, а второ поради заканата по доларот дека истиот ќе биде заменет на светската цена. Така да, јас искрено не би инвестирал во долар сега, повеќе ќе разговараме за тоа во утрешното видео, но би препорачал да размислите длабоко дали е паметно да инвестирате во долар со оглед на фактот дека светската политика се менува и тоа многу брзо. Тоа е во однос на DXY, знаете сами дека DXY е обратно пропорционален на самиот крипто сектор и гледаме дека се уште се движи во ова поле. Првиот момент кога конечно ќе добиеме капитулација под ова поле и под овој локално дно, кој што ќе го бележиме овде, значи ќе го бележиме само со дневен, за да биде појасно. Значи, први момент кога ќе пробиеме под ова поле, ќе добиеме и понатамошно движење надолу, што е очекувано во овој bear market на DXY, а со тоа и потврда на уште поголем раст на биткоин. Значи, тоа е она што го очекуваме, највеќе поради фундаментални вести, не толку поради технички. Следно, она што сакам да го напоменам е дека исто така имаме раст и во SPY и DXY, со тоа што, значи, претходно нешто што сум мерел, сега ќе го погледне заедно. Значи, идејата е дека движењето на S&P 500, кој што ни е многу побитно, гледаме дека прво, значи, да погледнеме на макроанализа. Значи, на макроанализа, овој bear market се наоѓаше во овој паѓачки канал. Паѓачки канал кој што е дел од овој bull flag. Значи, многу пати до сега сме разговарале, за некој што се понови на каналот ќе го повториме тоа. Значи, bull flag формацијата, за која што може да најдете се на нашите видеа за едукација, представува јарбол, потоа имаме практично самото знаме, и овој практично јарбол, која ќе биде пренесен во каналот во моментот каде што оваа цена излегла надвор од каналот, треба да ни ја даде потенцијалната мета за следниот bull market, практично во оваа ситуација би бил на самиот во оваа ситуација S&P 500 индекс. Значи, негде во ова поле би било очекувано да се заврши оваа корекција нагоре за S&P 500 индексот. Сега, дали тоа ќе случи останува да видиме, но така би требало да се одвиваат работите во однос на нормална техничка анализа, со тоа што во оваа ситуација, како и DXY, така и S&P 500 е многу повеќе движен од страна на фундаментални вести, односно заканата за потенцијална рецесија и заканата за детронизирање на американската држава како економија број 1 и како сила број 1 во светот. Сега, ако погледнеме генерално, од однос на тоа што го направивме како анализа уште самиот почеток на нашиот канал, гледаме дека движењето на оваа вредност на S&P 500 во овој канал, неговото пробивање нагоре и моментално потенцијалниот ритест кој што очекувавме да дојде до самиот долен канал, одговараат со Фибоначи секвенцата 50%, односно 0,5 левел на FIB од последниот скок нагоре, последната корекција. Така да, според нас, оваа корекција е завршена,
затоа и кога луѓето очекуваат точно да допре до одредено ниво, многу често се случува да промашат да купат или да продадат, затоа ќе напоменеме дека тоа е доста почетничка грешка во техничката анализа. Не може секогаш да очекувате дека точно ќе ги допрат оние вредности кои што вас ви се допаѓаат. Мора да бидете припремени да купите или продадете малку пред да ја допрете оваа вредност, затоа што, уште еднаш ќе напоменам, гледано психолошки имате милиони луѓе кои што чекаат допирање до оваа вредност. Така да не би било паметно да бидете еден од нив во превод. Како и да е, значи гледаме дека техничката анализа сосема соодветно го одреди ова. Гледате ова поле, жолтото поле е од нас определено уште од почетокот на самиот канал. Значи ова е прв пат кога почнеме да ја покажуваме нашата анализа, каде што кажавме дека 50% е оно што очекуваме како дно за овој bear market што и се случи. Дали ќе имаме повторно ретестирање останува да видиме, но сега за сега гледаме дека пробивот надвор од овој канал би ни покажувал потенцијално движење нагоре. Со тоа што можеме да видиме дека и макроиндикаторите ни покажуваат истото, односно гледаме дека RSI е негде стабилен околу 50, значи има соодветен простор за движење до 70, каде што би бил препродаден, како и сток RSI направи целосна корекција до 0 и гледаме дека сите индикатори се придвижуваат нагоре. Значи имаме доста добар нагорен бран за S&P 500 на месечно ниво. Тоа е на најголемиот чарт кој што го анализираме. На неделно ниво гледаме дека е исто така ситуацијата, значи моментално имаме јак бран во нагорна линија кој што е потврден од VWAP, од MACD. Гледаме дека имаме прилив на средства. Ова е дополнително подхрането од оној момент кој што го разговаравме дека доколку Федералната резерва престане со rate hikes, автоматски ќе се намали стравот на пазарот, а колку е помал стравот, толку е поголема веројатноста дека луѓето ќе бидат посклони кон инвестирање во ризични добра како што се харти од вредност, како во оваа ситуација. И можеме да видиме дека се уште имаме солиден простор за движење нагоре како за RSI, така и за сток RSI, со тоа што во оваа ситуација RSI е на само вредност од 55, значи имаме уште скоро 15 поени нагоре. Сток RSI, во оваа ситуација е доста висок, но се уште не е влезен во препродаден. Кога би направиле корекција за да видиме како изгледа моментално овој бран, значи веќе добивме неколку корекции кои што претходно ги анализиравме. Првата беше овде, која што се врати до скоро до 61,8, односно golden ratio на Fibonacci секвенцата. Доколку го поставиме обратно, мислам дека успеавме да го допреме првиот момент на мета. Не сме го допрели, но гледаме дека соодветствува со ова. Овде и гледаме дека се уште може да се рачуна како потенцијална мета, односно овој локален врв, но за интерес на вистината ќе направиме соодветна анализа и на понатамошните движења, односно доколку анализираме посредниот бран кој што го имаме овде, значи буквално имаме корекција до 78,6, гледате. Значи сосема соодветно се исполнети овие нивоа, каде што оваа корекција е завршена и доколку поставиме обратно и од овој втор бран кој што го имаме овде, значи првата мета би била негде околу 442,5 отприлика. Значи ова би било следната мета која што очекуваме од овој последен бран. Затоа што пак на некој начин ако го погледнеме ова поле, соодветствува на некоја макро, да речам, гледате. Значи отприлика ако и испочитувате нивоата, гледаме дека се движиме во некоја макроакумулационо поле, кое што верувам дека и понатаму може да продолжи во овој сегмент, со оглед на фактот дека фундаменталните вести за хартиите од вредност и нивните пазари се доста негативни, затоа што се очекува корекција. Така да, движење во ова акумулационо поле би било неизненадувачки, затоа и не очекувам некој голем пробив, затоа што немаме позитивни вести кои што би можеле да го однесат овој пазар нагоре. Позитивна вест би било конечно да излезе Федералната резерва и да каже нема веќе rate hikes. Но останува да видиме дали тоа ќе се случи и затоа кажав дека денешниот извештај е еден од клучните, затоа што ќе добиеме два извештаи за неработеност и два извештаи за инфлација до следниот состанок на Федералната резерва. Ако и двата извештаи за неработеност се негативни и неработеноста зголемува се повеќе и повеќе и дојде до тој степен од 4% можеби и повисоко, тогаш можеме да разговараме за потенцијални позитивни вести за ризичните пазари, односно Федералната резерва да каже дека не може веќе да продолжи со rate hikes, што веднаш ќе го врати назад на некој начин довербата во овие пазари за хартија од вредност и ќе добиеме раст. Значи тоа би било сценариото кој што јас го гледам во наредниот период, доколку добиеме, пак ќе напоменам, негативни извештаи за невработеност. Можеме да видиме дека интересно на Nasdaq е малку поинаку, гледаме дека локалниот врв кој што го имавме на S&P 500 овдека е малку повисок,
односно Nasdaq има доста подобар перформанс и успеа оваа посебна корекција до 50% Fibonacci секвенцата да ја заврши и да се придвижи нагоре. Со тоа што на Nasdaq, кратко кажано, иако овие не се најбитни пазари за нас, би сакал само да напоменам, значи повторно се одвествува со, како што можеме да видиме овде, ова локално ниво, локален врв кој што го имаме од последната корекција внатре во каналот, значи некако слично од последната корекција која што гледаме на S&P 500 овде. Така, значи слично опрлика се движат и двата чарта, иако можеби не идентично, но начинот на кој што се придвижуваат гледаме дека е доста сличен. И пак можам да кажам дека генерално и индикаторите и начинот на кој се движат се слични затоа што се наоѓаат во истиот пазар. Тоа е се што имаме да кажеме во однос на хартиите од вредност. Сега би се придвижиле на биткоин, кој што е нормално најбитниот дел од нашата анализа. Прва и најбитна работа која што мораме уште да напоменеме е тоа дека пазарот е доста пасивен. Гледаме дека моментално имаме се повеќе и повеќе намалување на ликвидациите, како и се повеќе и повеќе намалување на волуменот. Ако го имаме намалување на волуменот, се случува и сопирање на овој Bollinger Band, кој што како таков може да ни даде екстремни придвижување на биткоин во една или во друга насока. Значи, рековме ќе почнеме во месечно ниво да видиме каде се наоѓаме моментално, и на месечно ниво гледаме дека се повеќе и повеќе се намалува волуменот на тргување, што покажува дека имаме намален интерес за овој пазар во моментот, што е очигледно и очекувано со оглед на фактот дека моменталната ситуација на пазарот не е сјајна. На месечно ниво можеме да видиме дека точно се наоѓаме во оној дел кој што е, како што кажеме веќе неколку пати до сега, голема пречка за движењето на биткоин, затоа што претходно беше главната поддршка на претходниот бул маркет, за сега моментално да биде солидна препрека, нормално да биде отпор. Останува да видиме како ќе се пробие оваа цена нагоре, затоа што уште нешто напоменам, слично на ова беше и овој дел каде што претходно практично беше all time high, иако не е иста ситуација, затоа што нели овдека немаме наднас отпор, но идејата е дека најчесто биткоин го прави она неочекуваното, кога највеќе очекува од него да се коригира, се случува обратното. Мене ми случува оваа ситуација кога очекував да имаме доста јак бран на продажба, затоа што имаше доста луѓе кои што беа ликвидирани и кои што купија на овој врв, се случи обратното. Односно имаше многу поголема побарувачка отколку што имаше понуда и затоа и моментално имавме голем раст. Односно во оваа ситуација притисокот кој што беше направен од страна на продавачите беше многу помал од интересот кај купувачите и затоа имавме толку голем бран. Така да не можеме да бидеме 100% сигурни, иако самиот чарт ни покажува дека е време за корекција пред да продолжиме нагоре. Како што кажеме на неколку чартови тоа е потврдено, че уште еднаш ќе потврдиме на брзинка. Значи имаме три чарта кои што ни покажуваат соодветно време за корекција. Прво е Wyckoff акумулацијата, за која што сме разговарали многу пати до сега. Значи гледаме дека и ова акумулационо поле на дневно ниво ни покажува дека се наоѓаме точно на тој момент на отпор над нас, каде што би било логично да се коригираме, како што може да видите она што го очекувавме на самата Wyckoff акумулација, до ова поле, односно до рейнџот, горниот рейндж на Wyckoff акумулацијата, пред да се придвижиме нагоре. Истото можеме да го видиме и овде, каде што би било логично да се коригираме надолу до 200 неделната средна вредност, која што исто така е едно од главните индикатори кои што ни помагаат во следниот бул маркет. Така да пак ќе кажам, ако погледнеме од техничка анализа, во оваа ситуација би било логично да направиме корекција. Но биткоин има доста голема, како да кажем, историја да го прави неочекуваното. Посебно кога ќе дојдеме до вакви периоди на намалена трговија. Односно, во оваа ситуација на намалена трговија, најчесто китовите гледаат дека е момент да се придвижат. До сега барем, многу пати ми се случило истото и затоа уште еднаш ќе напоменам, не можеме да бидеме 100% сигурни дека оваа корекција која што ни е покажана на техничка анализа ќе се одрази како што очекуваме. Посебно поради фундаменталните вести и посебно поради она што рековме дека ќе го разговараме во текот на утрешниот ден, дека моменталните пазари во светот бараат од капиталните играчи да најдат сигурно место каде што би го ставиле профитот со цел да не го изгубат доколку вложат во нешто што можеби ќе изгуби во следната војна која што се најавува помеѓу доларот и БРИКС, што и да одлучат да направат во август. Така да може да се случи баш обратното, односно како што видовме после колапсот на банките, луѓето да инвестираат во биткоин и да ја направат тоа свеќа. Ако се случи такво нешто повторно, голема веројатност дека ќе се случи тоа.
дека ќе имаме инвестирање во биткоин наспроти ризични добра, кои што во случајов не знаете кој би бил победник во оваа следна, како да речем, финансиска војна која што доаѓа. Како и таа е, значи гледано техничка анализа, повторно ќе напоменам, потребна е корекција. Потребно е ладење на индикаторите, иако на месечно ниво тоа не е случај, на месечно ниво почнуваме со bull market. Додека ако погледнеме на неделно ниво, гледаме дека RSI е доста висок, значи само што не сме влегле во зона на препродаденост, како и сток RSI кој што е на вредност со 100. Значи ако тоа не е високо, не знам што е. Иако е сток RSI на неделно ниво е доста битен индикатор. Така да во оваа ситуација, значи можеме да видиме дека на неделно ниво постепено се спрема оваа корекција надолу, гледаме дека MACD се заоблува, гледаме дека VWAP е веќе надолу, гледаме одлив во средствата од биткоин надвор и како што кажеме гледаме намален волумен. Значи после оваа голема свеќе, после колапсот на банките, гледаме дека се повеќе и повеќе волуменот се намалува. Дополнително гледаме дека се наоѓаме на горната граница на Болинџер бендот и пак ќе напоменам и овдека ни одговара да се вратиме до овој канал во кој што претходно се наоѓаше цената на биткоин, барем да го ретестираме на горната граница. Затоа и реков, многу делови од техничката анализа ни покажуваат дека е време за мала корекција. Така да гледаме дека и овдека е исто, значи ова поле кое што моментално го гледаме како соодветен отпор, 30.000 исто така е психолошка бариера која што доколку кога достигнеме, верувам дека има многу луѓе кои што имаат поставено сел ордери на оваа психолошка бариера. Тоа можеме да го видиме кога дојдеме до 29.200, значи колку повеќе се приближуваме до 300.000, гледаме дека имаме целосна елиминација, затоа што имаме луѓе кои што продаваат и земаат профит затоа што продале овде. Значи имате многу моменти кои што ни покажуваат дека е време за корекција, пак ќе напоменам, но не секогаш техничката анализа е исклучив момент, затоа што уште еднаш ќе кажам, на крајот од денот фундаменталната анализа може да го придвижи биткоин многу повеќе затоа што имаме некои позитивни вести на пазарот. Така да технички гледано време е за корекција, фундаментално мораме да проследиме што понатаму ќе се случува, посебно со банкарскиот сектор затоа што тој може да биде најбрзиот и зборувам најбрз од оглед на фактот дека е најблиску до нас, кој што би можел да не придвижи нагоре низ ова поле. Останува да видиме, но јас се уште барем 70-80% типувам на фактот дека ќе се придвижиме надолу, што би било многу здраво за движењето на биткоин. Посебно ако гледаме од Forex, ако гледаме од овој канал, ако гледаме од ова претходно локално дно и ако гледаме од конечно финализирање на Wyckoff акумулацијата со ретест на горниот трейдинг рейндж. Значи многу пати сме разговарале, нема да напомнуваме постојано иста ствар. Погледнете ја нашата претходна анализа кај што детално објаснивме за Wyckoff. Овдека би сакал само да се напоменам на тој дел затоа што видеото е веќе доста долго, а имам уште некои индикатори да обработиме. Така да, гледано од овој аспект на биткоин се наоѓаме во момент за уште еден ретест надолу. Дополнително, ако погледнеме овој канал, гледаме дека конечно влеговме во него, значи овој канал е доста битен на макроанализа, неколку пати го обработуваме, сакам да го поминеме и сега, чисто на кратко, затоа што се случи точно оно што ние го кажуваме како канал, односно, после краток излез надвор од овој канал, го добивме оно што го очекуваме, односно, само буквално идентично движење, значи имаме пробив, една свеќе надвор, влез внатре. Пробив, една свеќе надвор, влез внатре во канал. И долната граница на овој канал веќе ни представува солиден на некој начин акумулационен дел во кој што можеме да акумулираме пред следниот bull market нагоре. Така да гледаме дека овој канал се уште е валиден и мислам дека нема логика зашто не би го користиле како една од основните технички анализи за да утврдиме дека навистина се наоѓаме на прав пат за следен bull market. Исто така имаме уште една макроанализа која што ја користиме, а тоа е макроанализата од аспект на време, која што можеме да погледнеме на овој чарт, само момент. Значи ова е чисто за да видите дека се движи како што веќе напоменав многу пати до сега. Значи гледаме дека моменталната ситуација овдека ни покажува дека сме точно на време со се што се случува. Значи една година пред самиот халвинг е моментот кога очекуваме конечно да се движи само нагоре цената, иако
првенствено очекуваме тоа да биде постепено, за после халвингот да имаме сосема blow-off топ движење, што досега ни кореспондира со сите циклуси претходни на биткоин. Ако не сте погледнале што представува ова е макроциклус на биткоин, може да го погледнете во посебно видео каде што објаснивме, го објавив пред само неколку денови, може да го најдете многу едноставно, че ова е макроциклусот на биткоин кој што е запазен од 48 месечниот циклус, 4 години од халвинг до халвинг, кој што можеме да видиме дека досега е целосно испочитуван во претходните два цели бул маркети, а ова е трет кој што почнува да го почитува истото. Односно, од првиот бул маркет до сега зборуваме првиот дно на беар до вториот бул маркет дно, имаме точно 47 месеци. Од вториот до третиот повторуваме точно 47 месеци, од каде и се сметани сите останати вредности. Односно, од самото дно имаме 35 месеци до врв, самото дно имаме 35 месеци до врв и нормално од самото дно имаме 18 месеци до халвинг, овдека исто. Од самото дно имаме 17 месеци до халвинг, што значи дека целосно, моментално кореспондира како претходните два bear маркети и овој, и точно го определивме, ако се сеќавате, точно ви кажавме во кој месец ќе се случи. Значи, со тоа што им оставивме грешка да може да биде во ноември или декември претходната година, и точно така и се случи. Така да моментално, повторно, не гледам причина зашто не би верувале на овој макроциклус на биткоин, кој што е воспоставен од самиот халвинг, и гледаме дека се уште точно се движиме во истиот без никаков проблем. Дополнителни индикатори кои што ни покажуваат дека е време за корекција се исто така и Fear Greed индексот, како на крипто секторот, така и на хартиите од вредност. Каде што во двата се наоѓаме во грид над 60 моментално, каде што очекуваме дека ваквиот грид мора да биде ресетиран пред да имаме следен скок нагоре. Затоа уште еднаш ќе напоменам, гледано од техничка анализа, ваквото ретестирање на 200 неделна средна вредност е една од најбитните работи кои што би требало да ги направиме сега, за да не мора да ги правиме полосно. Зошто? Пак за оние кои што се нови на каналот, ретест на 200 неделната средна вредност е најчесто моментот каде што имаме големи бранови на движење на биткоин нагоре и почетоци на следни бул маркети. Истото може да го видиме и во 2014-2015 година, почетокот на бул маркетот до 2017. Че гледаме дека 200 неделна средна вредност со црвената линија ни е еден од клучните моменти кои што е добро да направиме ретест, за да имаме здраво движење на овој циклус нагоре. Дополнително 26 е моментално CBBI индикаторот, кој што е збир од овие 10 различни индикатори, кој што ни покажува многу добро до сега го утврдува врвот и дното на еден биткоин циклус. Тоа го напоменавме во моментот кога се наоѓавме на овие вредности од 2, кога дојдовме до вредност од некаде 15.600-700, што беше уствари самото дно на овој bear маркет. Така да овој индикатор многу добро ни помогна да го одредиме дното и гледаме дека моментално се наоѓаме во здраво движење нагоре кон следниот бул маркет, што најчесто кореспондира со високи вредности од негде 80 до 100. Така да гледаме дека и овој индикатор ни покажува дека дното е позади нас и дека солидно се движиме кон следниот бул маркет. Ова за жал е негативен индикатор моментално, а тоа е Bitcoin sentiment, каде што се мерат моментално количините на зборување, да речем, за биткоин, на овај генерално биткоин на целиот интернет, на Reddit и на Twitter, каде што можеме да видиме дека нивната средна вредност моментално е 0,75, што кореспондира со најчесто врвови на биткоин, а не со дно на биткоин, но моментално ова е толку голем сентимент, затоа што сентиментот не познава негативен или позитивен, сентиментот познава само, значи тоа исто како што немате негативна или позитивна репутација, имате репутација, така. И во оваа ситуација немате негативен и позитивен, имате сентимент, односно луѓето зборуваат или не зборуваат на оваа тема. Така да во оваа ситуација, за жал, ваквото зборување на темата не е поради биткоин, туку поради, како што може да видите, тоа се главните теми кои што може да ги прочитате на ова поле, односно тоа е најчесто регулацијата, значи тоа е главниот проблем. Регулативата која што сега моментално се обидува да воведе на целиот крипто сектор е главната причина поради која што имаме толку многу зборување за овој сектор и за биткоин. Така да тоа е еден од главните проблеми со кои што се соочуваме
што не знаеме како генерално ќе биде глобалната регулатива на позитивен или негативен начин за криптосекторот. Така да мораме останеме да видиме како тоа ќе се одвива, но во секој случај не заборавајте дека една регулатива, како што е например американската или европската, не е пресудна за остатокот од светот, затоа и очекуваме дека доколку добиеме негативна регулатива во европскиот континент или американскиот континент, голема веројатност е дека само се тоа ќе се премести на позитивни регулативи, како што се, например, азиската моментално, како што е во Сингапур или во Саудиска Арабија, значи целиот сам полуостров на арапите, нормално. Така да во оваа ситуација пак ќе напоменам, иако е ова негативен индикатор, позитивно може да се одрази затоа што конечно доаѓаме до она очекувана регулатива, а без регулатива не можеме да очекуваме голем капитал да влезе на пазар. Така да мораме да пробиеме и преминеме преку ова. За оние кои што се нови на каналот и во криптосекторот, само вака ќе ги кажам. Во 2017 и 2018 година, како и во текот на 2020 до 2021, не можеме ни да сонуваме дека толку многу ќе се зборува за крипто и дека толку многу ќе се форсира конечно да се донесе оваа регулатива. Така да, оние кои што се постари во овој сектор знаат точно што зборувам, значи ние не можеме ни да сонуваме. Значи тоа беше само бабал муабет. Така, сега конечно крипто е една од главните теми во светот, така да гледајте го тоа позитивно. Иако можеби во некои држави тоа е на негативен начин, тоа не значи дека, значи знаете како пак ќе кажам, не е битно дали зборувате позитивно или негативно, дали зборувате е битно. Значи колку повеќе зборувате, ќе има и негативно, ќе има и позитивно, но битно е дека зборувате, битно е дека идејата за крипто, идејата за биткоин се шири. Значи тоа е најбитниот дел. Така да ова, колку и да е негативно моментално, е позитивно за долгорочен план. Само, иако ова не е поврзано со биткоин, само сакам да напоменам на оние кои што го следат ова, затоа што е многу битно. Втората по големина, Етериум, валута во криптосекторот. Така да можеме да видиме дека конечно Етериум влегува во дефлација. И тоа солидна дефлација, веќе се наоѓаме на минус 0,3% дефлација, што е многу добро, што значи дека конечно влегуваме во момент каде што имаме повеќе брн на годишно ниво, отколку што имаме произведување на годишно ниво. Ова е моментална ситуација, верувам дека како влегуваме се повеќе во средниот бул маркет ќе биде се поголема оваа разлика, но чисто сакам да го напоменам ова за вас, да знаете дека моментално се повеќе имаме дефлационо дејство на Етериум, кое што верувам дека само ќе се зголеми. Тоа е еден интересен факт кој што сакам да го знаете. Значи тоа е единственото добро кое што моментално го имаме по големите маркет капови, кое што навистина има дефлација наместо инфлација. Сите останати имаат барем некој момент на инфлација, како што е например на биткоин, кој што има негде 1 околу 5, мислам моментално. Следно сакам да ве запознавам со три интересни индикатори кои што досега не сме ги разговарале. Првиот е P-Cycle Top индикатор, кој што можеме да видиме дека ги користи овие две средни вредности на цената на биткоин, а тоа се 111 дневен средна вредност на биткоин, како и 350 дневна средна вредност на биткоин мултиплицирана за 2. Значи, зошто е интересен? Затоа што оној кој што прв почнал да ги користи овие две средни вредности на цената на биткоин, успеал да утврди дека моментот кога двете се доближуваат многу блиско една до друга, најчесто кореспондира со врв на биткоин циклусот. Но во исто време и нивната најголема раздалеченост највеќе кореспондира со дно на биткоин циклусот. Така да затоа е интересен и е добар да го знаеме, со тоа што моментов гледаме дека има точност од неколку денови, како што видов. Значи, може да ги определи врвовите на самиот, да речем, биткоин циклус до 3 дена, односно моментот кога двете ќе се допрат, се наоѓаме точно на самиот врв. Значи, гледате во оваа ситуација, неколку пати тоа се случило до сега, и затоа е интересно да го имаме во предвид, но битниот момент кој што сакам да го забележите моментално, затоа што се уште далеко да разговараме за потенцијален врв, е моментот каде што во првиот момент кој ќе пробиеме над долната граница, односно во оваа ситуација над 111 дневната средна вредност на биткоин, добиваме движење нагоре кое што ја претвара оваа вредност, средна вредност во поддршка. Истото го добиваме неколку пати повторно. Овој проблем овдека е COVID. Секогаш сакам да го земете во предвид, затоа што тоа е начинот поради кој што имаме таква дискрепенси што велат. Значи имаме промена на движењето вообичаено на биткоин, каде што гледаме дека и после него, во моментот кога успеале да направиме солидна
значи корекција, првиот момент кога сме направиле со успешна корекција, сме се придвижиле во следниот bull market. Што можеме да видиме дека е случај и во оваа ситуација, односно само што направивме успешна корекција со последниот пат пред колапсот на банките, кој што можеме да видиме дека би требало да не доведе во следен bull market, односно после ваквата успешна корекција би требало да се придвижиме нагоре заедно со самата 111 средна вредност. Значи, овој индикатор е многу побитен кога ќе дојдеме до моментот на утврдување на врв, но исто така и обратно пропорционално можеме да го користиме во однос на утврдување на дно и почеток на следен циклус, што можеме да видиме дека е веќе случај. Golden Ratio Multiplier исто така користи различни типови на средни вредности на биткоин, поставени по Фибоначи секвенцата. Со тоа што можеме да видиме дека според односот на Фибоначи секвенцата, оние кои што ни се битни моментално се 350 дневната средна вредност, која што е оваа портокалова линија, 1,6 е уствари првата мета на биткоин Фибоначи секвенцата, кога бараме мета, каде што би се придвижил, да речем, движењето на капиталното добро кое што следиме, и втората мета е 2, кое што и трета нормално имаме 3, значи тоа се 2 или 3 пати од моментот каде што сме почнале да мериме, со тоа што гледаме дека следејќи ги овие 3 мети нагоре на Фибоначи секвенцата од 350 средната вредност, може да ни дадат приближно каде се наоѓаме во одреден bull циклус. Значи, ако и погледнеме претходните, гледаме дека моментот кога се наоѓаме до и над 350 дневната средна вредност е почетокот на следниот bull market. Гледаме дека тоа се случило еднаш, се случило 2 пати и се случило 3 пати во оваа ситуација, што моментално исто така се случува и сега. Истото што го разгледавме за 111 средната вредност на пи циклусот, истото го гледаме и моментално во Golden Ratio Multiplier, односно во моментот кога ќе пробиеме над 350 дневна средна вредност, се наоѓаме во следниот bull. Гледате, еднаш, 2 пати, 3 пати, ова е 4ти пат. Исто така, како повеќе се движиме над 1,6 зелената вредност, low bull high, што значи дека ова се, да речем, пред bubble зоната, каде што се придвижуваме кон bubble зона, која што е upper bull high, односно ова виолетова, да речем, боја, значи практично ни одредуваат кои се следните скалила во bull маркетот. И гледаме дека најчесто придвижувањето до и над овие triple bull high ни представува врвови во 2013, 2017 и во 2021 година. Така да на некој начин ни ги дава нивоата за да видиме каде се наоѓаме во еден bull циклус и гледаме дека секогаш кога ќе се придвижиме над зелената линија, веќе навлегуваме во длабокиот дел на bull маркетот, што сме доста далеко моментално, но доаѓаме да пробаме да го ретестираме тоа ниво. Значи, сакам да ви покажам дека ако ги погледнеме овие вредности на Golden Ratio Multiplier на Фибоначи секвенцата, се наоѓаме на самиот почеток на следниот bull маркет. Тоа е битно момент кој што мораме да го осознаеме во оваа ситуација, значи самиот почеток на следниот bull маркет имаме уште голем потенцијал за движење нагоре и ова е двогодишна средна вредност на биткоин и значи тоа е зелената, а црвената е 5 пати по двогодишната средна вредност на биткоин, кој што ни дава одредено поле во кое што моментално се движи и гледаме дека доста прецизно прилика се движи во поголемиот дел од неговото постоење помеѓу овие две линии, со тоа што долната граница најчесто ни покажува акумулациони зони, додека горната граница ни покажува зони во кои што се наоѓаме во blow off top, односно bubble area. Така да моментално се наоѓаме точно во овие акумулациони зони, со тоа што иста ситуација. Придвижување над 2 годишната средна вредност на биткоин ни представува почеток на следниот bull. Така. Значи во 3 наврати до сега придвижување над оваа вредност и покажува почеток на следен bull. Ова е единствената вредност која што од овие индикатори не сме ја пробиле за да почнеме да се придвижуваме во следниот bull маркет, но верувам дека тоа соодветно наскоро ќе се смени. И исто така за крај би сакал да го покажам и Rainbow чартот, кој што можеме да видиме дека е исто така на самото дно кое што досега ни покажува акумулациони зони, едни од најдобрите акумулациони зони кои што можеме да ги имаме во биткоин купување. Истото го гледаме и во овој период овде, дека се наоѓа, како што велат они, на fire sale. Че fire sale, односно најдобрите моменти кога би можеле да купиме во одреден циклус. Че тоа се овие дополнителни индикатори кои што сакам да ви ги покажам, кога разговараме за биткоин најчесто, и со тоа нормално и за останатиот дел од криптосферата. И како и секогаш за крај сакам да го напоменам ова, значи далеку сме од халвинг, се наоѓаме скоро на почетокот на првиот циклус, односно една година пред самиот халвинг,
Така да, тоа е званичниот почеток на bull market, кој што би требало да биде во текот на овој месец, почетокот на следниот, што би требало да биде една година пред официјалниот халвинг во 2024 година. Така да имате уште многу време да научите, имате цела година да се едуцирате, да одлучите во што ќе инвестирате и нормално да видите дали оваа сфера е можеби потенцијалниот, да речем, потенцијалната шанса што се чекале во својот живот, како и да останува на вас да одлучите, но ние сме овде да помогнеме околу едукациониот дел и нормално ако ова ви се допаѓа, единствено што бараме е да го споделите со оние кои што сакаат да научат повеќе за криптосекторот, а нормално во меѓувреме сакам да најавам за утре дека ќе гледаме да го изработиме видеото за нормално која е, да речем, разликата помеѓу држење на валути во оваа ситуација и ризикот од држење на валути кога имаме целосни промени во финансискиот систем во светот и кои се оние, да речем, посигурни добра во кои што можеби ќе се најдете во неутрален простор, кои што имаат простор да растат, додека овие две спротивставени страни како што се БРИКС и НАТО се обидуваат да направат превласт за тоа кој ќе има следната резервна валута во светот. Значи ова е многу битен момент, ова е финансиски, како да кажем, не како што буквално беше кажано од страна на Путин кон Кси, значи овој момент не е виден во претходните 100 години, не постојат луѓе кои што виделе и кои што преживеале ваков пресврт во финансискиот сектор, затоа и уште еднаш ќе напоменам, е битно да се наоѓаме на правилната страна или барем да бидеме соодветно неутрално поставени со цел да го искористиме ваквиот пресврт во светската економија и светските финансии во наша корист. Така да јас верувам дека се обидувам што можам повеќе да ви информирам за сето тоа, но на крајот на вас останува да одлучите дали сакате да бидете дел од ова или сакате само да бидете пасивни посматрачи, што јас не би ви препорачам. Така да, во секој случај, останувам и понатаму со нашата работа, имајте добар ден и се гледаме во следното видео.